Благодарам, колега Пренџов, на репликата и како што кажав на почеток, буџетот 22 година е стратешки документ кој ги представува политиките и реформите кои се предвидени од владата. А тоа што владата имала сенс на демократски начин да прифати одредени сугестии кои вие како опозиција ги предлагате, е навистина демократска придобивка. Јас помнам кога се носеше буџет, се тепаа пратеници заради поднесени амандмани, не се доаѓаше до амандмански расправи. И додека зборувате за образование, во моментов додека критикувате, Мила Царовска заедно со градоначалникот на Кавадарци, кој од редовите на опозицијата, од ВМРО ДПМН, отвара спортска сала во училиште кое што е целосно изградена со 23 милиони денари од МОН. Значи немаме селекција, сите се наши граѓани, сите општини, за сите има и во буџетот на на државата, меѓутоа и во буџетот на МОН. Благодарам. Благодарам на репликата, колега, ќе ми дозволите да се дообјаснам во некои делови. Кажавте дека ние сме во моментов во 3 кризни состојби. Ниту една од тие кризни состојби не е само на нивото и на нашата држава. Имаме бегалска криза, светски глобален проблем. Имаме пандемија, светска пандемија. Имаме енергетска криза, светска исто така криза. Сега, како се справуваме? Ние, знаете што, бројни показатели потврдуваат дека македонската економија е стабилна и е подготвена за справување со сите глобални предизвици што постојат. Потврда за тоа е растот на БДП-то во третото тромесечие, да ве подсетам, од ноември 2021 имам показатели кои кажуваат дека во вториот квартал имаме 13,1% бруто домашен производ зголемување. И покрај бруто домашниот производ расте извозот во првите 10 месеци, кој годинава е за 29% во однос од минатата година. Има многу да кажувам, меѓутоа за една минута толку можев да кажам. И благодарам. Благодарам, колешке Бети, за репликата и само ви се чудам навистина. Како можете да се фалите со тоа што сте направиле во образование, кога во 2016 година на ПИСА тестирањето се покажа дека вие во вашиот 11 годишен мандат сте ги осакатиле младите. Тие што поминале од прво до 9-то, односно дошле прва година, 15 годишњаците, сте ги направиле последни познаење за читање, математика и анализирање. И вие зборувате за образование и образовни реформи? Па да имавте нешто барем направено, немаше потреба од реконструкција на толку многу училишта, од толку многу основни училишта, од толку многу реконструкции во домовите. Па вие домовите ги оставивте со 5 милиони долг, евра, не денари. 2017 на 1.6.2017 долговите на студентските и ученичките домови се движеше 5 милиони евра, почитувани граѓани. Така ги оставија ВМРО училиштата и домовите. Благодарам. Благодарам на репликата, колешке Велика. Навистина има благо покачување во науката и во научно-истражувачката дејност и јас не сум задоволна од степенот и ќе инсистираме заедно тоа да се повеќе зголемува. Меѓутоа, ево ќе се обратам и ќе ви дадам одговор за студентскиот оброк. Да, имаше во првиот наврат некои пропусти, имаше и второ пријавување, сега веќе се опфатени над 27.000 студенти во сите државни и сите приватни универзитети, редовни студенти, меѓутоа таму има некоја клаузула, ако во тековниот месец ученикот или студентот не примил повеќе од минимална плата некои приходи, меѓутоа за следниот месец останува и во наредните месеци да може да аплицираат врз основа. Например, имаше студенти кои преку летниот одмор биле попишувачи, извршувале некои работи кои во моментот кога аплицирале имале вистина поголеми приходи. За да се надмине тоа, дозволено е во критериумите да тие аплицираат
во следниот веќе месец и во другиот те месеци, за да може да се стекнат со тој студентски оброк. Не е целта на ова, значи, бенефиција која што ја дадовме за сите студенти, ние да правиме селекција, туку навистина да бидат офатени повеќе. Во буџетот се одвоени за повеќе од 30.000 студенти. Значи, има доволно средства. Ви благодарам, почитувана колешке, на репликата. Јас ќе ви одговорам во однос на средствата за вработување во образование. Знаете, во образование не може да се вработува надвор од програми кои се донесени во општините, односно во советите на општините. Вработувањата на 500 образовни асистенти за вас е луксус. Тие се образовни асистенти кои ќе му овозможат на децата со попреченост да може да влезат во образование и инклузивно добијат услуги кои што самата природа на нивната попреченост им ги скратила. Што се однесува во делот на тоа зошто имаме кратење на средства за изградба на основни и средни училишта, а имаме зголемување на реконструкции. Јас и на комисијата кажав, Министерството за прв пат излезе со целосни анализи и скенирања на состојбата на училиштата во целата држава и утврди дека има многу помалку побарувања од општините за изградба на нови училишта, но многу зголемена потреба од реконструкција и подобрување на условите за работа во училиштата. Само уште ова да го докажам. Во однос на справувањето со пандемијата, имаме 2% уште пред една година зголемени блок дотации кои што беа наменети со цел да им се помогне на општините во училиштата да се справат со ковид мерките кои што се презема за заштита од вирусот. Ви благодарам. Благодарам на репликата колешке Петковска и одма ќе ве прашам. И прво ќе констатирам, сите граѓани заслужуваат подобар живот. И охриѓани, и велешани, сите. Но нели се срамите вие да зборувате за подобар живот, кои влегувате во палатата, направена од украдените пари на граѓаните, стапнувате на 1 квадратен метар кој кошта 500 евра и со секое поминување на 1 квадрат во палатата на лаги и манипулации, вие газите 1000 евра на граѓаните. На 1 квадратен метар вие газите 1000 евра украдени пари. И вие овдека зборувате за грижа за граѓаните. Па вие граѓаните 2016 ги оставивте најдолу, не на 6-то место во Европа, најдолу, на 2-ро место оддолу по сиромаштија, а вие бевте дури, пазете, и побогата партија во Европа од партијата на Меркел. Вие навистина немате срам да зборувате за сиромаштија и за потреби на граѓаните. Ви благодарам. Почитувана колешке Дафина, кога зборуваме за крадење на народни пари, јас мислам дека вие сте еклатантен пример на партија која го искраде народот. А онај во Будимпешта вас ве искраде како партија. Сега, што се однесува во однос на стандардот на граѓаните, јас не сум задоволна со тоа што навистина во 2016 година сме имале степен на сиромаштија 21,6 и сме биле втори оддолу по сиромаштија во Европа, а сега имаме според Светска банка 16,9. Значи имаме некој напредок и сме на 6-то место долу. Значи сме направиле за 4 години со политики мало подобрување на ситуацијата. А тоа може да го кажам и во, едноставен пример. Во август 2016 минималната синдикална кошница била 32.163, а просечната плата 22.294, на граѓанинот тогаш му требеле фрапантни 9.869 денари за да обстои, да живее. Сега, само да довршам, вистина минималната кошница е 34 денари 312, а 28 во август зборувам, 28.642 денари била под просечната плата, сега на граѓанинот му требаат 5.670 денари за да може да ги купи неопходните артикли. Разликата помеѓу 9.800 и 5.600 денари е всушност во прилог на тоа дека на вистина сега со аргументи
од статистика, од Заводот за статистика, малку подобро живеат граѓаните, но не толку подобро, ако можеби не ги крадевте толку безмилосно, ќе беше многу подобар стандард на граѓаните. Ви благодарам. Благодарам на репликата, колега. Барем македонската јавност може да види што значи реплика со напад, личен напад и реплика со аргументи. Значи, нема да ви одговорам, не ми е достојно да зборувам со вашиот жаргон. Вие сте млад, ќе учите дека овдека на говорницава треба да се зборува со аргументи, колега. И барем најмалку што очекував како млад и представник на младите да кажете што е со младите. Дали младите се задоволни или не? Јас ќе речам не. Меѓутоа, ајде да видам што кажува Заводот за статистика. Стапката на младинска невработеност 2016 48,2%, 2021 година 37,1% на возраст од 15 до 24 години. На возраст од 15 до 29 во 2016 стапката на невработеност на младите 41,1%, сега 28,8%. И не заради иселувањето. Јас ќе ви кажам дека тоа е правено според релевантни показатели од стариот попис со истото население, бидејќи вие 20 години не бевте кадарни да направите попис, ги скрадовте парите, немавте и еден дел и во пописот отидоа не го спроведовте на 56,2% од населението, активно население правен овај процент и оваа пресметка. Значи релевантно е.